Цивил 7 е неделен преглед на најважните општествено-политички настани. Јас сум Билјана Јордановска, а во ова издание на Цивил 7 ќе зборуваме за недела исполнета со цивилни активности, голем број анализи, колумни и коментари од автори на Цивил, малку за дневната рубрика Цивил во живо со Џабир Дерала, но и за политички настани важни за евроинтеграциите во земјата, како и за одбележување на некои значајни настани, како што е 17 мај, 6 години од најголемиот граѓански протест. На панелот учествуваа Перо Арсовски актер, Дуња Иванова музичарка, спортистка активистка, Кристина Арнудова музичарка и Агим Пушка, уметник и музичар, кои преку видео пораки ја промовираа мултикултурата и европските вредности за изградба на општество во кое различностите се почитуваат и доживуваат како предност, богатство и квалитет. Значи, со зборување лошо за другите, дека некој треба и може да е различен само заради тоа што припаѓа на различна националност, има различна боја на кожата, сака различни работи, јаде различна храна, со тоа само создаваме омраза. И не знам како ние на овие родители, на сите семејства во Македонија, кои што нивните деца ги воспитуваат на таков начин, да им објасниме дека злото раѓа зло и дека само доброто раѓа добро. Дека ако ги воспитуваат на тој начин нивните деца, тие деца се потенцијални мразачи на се што е различно од нив. И не знам како да се направи, но тоа мора некако да се воведе во нашиот образовен систем. Сметам дека токму музиката, уметноста воопшто, па еве и спортот, се најмоќното оружје за креирање на јавното мислење. Секако дека политичките лидери, за жал, се уште ја имаат најголемата улога во овој сегмент, но сметам дека време е да се напушти сето тоа и дека конечно уметноста ќе биде она која ќе им помогне на сите луѓе да се грижат за суштината наместо за формата. И особено тоа преку музиката како еден од највлијателните медиуми, што навистина еве во последно време и помеѓу помладите композитори, да речеме, но и оние представници на средната генерација веќе се осмелуваат да зборуваат преку музиката, затоа што конечно сватија дека копањето во старите проблеми и одново актуализирање на некакви примитивни вредности не носи кон никаков прогрес. Така што мислам дека конечно треба сите да прифатиме дека различностите се екзотика и дека нема место за на оваа тема да се зборува. Различностите се богатство, различните мислења се пожелни. За да може да се дојде до еден заеднички живот кој што е различен и богат, што јас би ставил знак на еднаквост меѓу различноста и богатството. Не е тоа гомила на економски богатства, на пари, на различностите се самите по себе се богатство и го збогатуваат твојот живот, затоа што ние сме живи суштества, парите може да дојдат и да се потрошат, но колку е богат нашиот живот се мери според тоа колку сме доживеале, колку сме пропатувале, колку луѓе сме запознале, колку различни светови сме откриле, колку книги сме прочитале, колку сме среќни со тоа свое богатство во различност. По етничка основа не може да го поделиме целиот ова поднебје и ова би била една добра почетна точка и мислам со вакви иницијативи очигледно се надградуваат сите тие вредности и нормално подигаме свеста која многу е потребна, посебно сега во овој период каде што поминуваме низ една голема светска пандемија, каде што разбираме дека големите несреќи не прашуваат за етнички групи, за религиозни групи и натаму, него сите заедно се имаме предизвик заеднички и нека биде ова уште една порака да искрено го сватиме тоа како една голема вредност и предност за сите ние што живееме во овој регион.
Со оглед на големиот интерес во јавноста, уште еднаш подсетуваме на анализата на Џабир Дерала, десант на Зоран Заев, во контекст на истражувањето на ИФИМЕС, дека постои тајна разузнавачка операција Конјички скок за уривање на Зоран Заев. Доколку сте ја пропуштиле, посетете ја civilmedia.mk и категоријата Слободна зона. Со години наназад се водат жестоки кампањи со дезинформации и говор на омраза во јавноста, а паралелно со тоа се блокира работата на македонскиот парламент во клучни реформски зафати и процеси. Македонската јавност повеќе пати го доживеа гошливото искуство со лажните вести и говорот на омраза, кои неминовно водат кон тензии, но и екстремно насилство, се вели во анализата. Препорачуваме да ја прочитате и анализата на Латиф Мустафа преку сексуалното образование до нова фаза на цивилизираност, анализата на Дерала за хибридните закани и црната пропаганда во пиштолот наполнет со омраза, како и зошто треба да се слави 17 мај на Петрица Рачини. Токму со 17 мај ја стартувавме минатата недела, одбележувајќи 6 години од 17 мај 2015 година, во која се одржан најголемиот граѓански протест против режимот на Никола Груевски. Со слоганот "Доаѓаме", граѓаните најавија жестока борба за слобода и демократија, а единствениот начин за ослободување на државата од режимот беше тој да падне. Цивил како организација за човекови права беше дел од иницијативата Граѓаните за Македонија. Денеска дојдовме по нашата слобода. Патеката е јасна. Оставка, праведно судење, конфискација и затвор. Порача Дерала, одговорницата пред демонстрантите. Денеска, 6 години подоцна, Цивил и понатаму останува на фронтот и безкомпромисно се бори за слободно и демократско општество. Во меѓувреме се смени власта, а најодговорните за децениските криминали почна да ги стигнува правдата. За решетки завршија високи функционери на ВМРО од ДПМНЕ, како што се Сашо Мијалков, Гордана Јанкуловска, Митко Чавков, Миле Јанакиевски, доека екс-премиерот Никола Груевски избега од правдата, односно доби статус на азилант во Будимпешта, па дури право на глас. Но борбата продолжува. Политичката сцена минатата недела ја одбележува средбата на премиерот Зоран Заев со министерот за надворешни работи на Португалија, Аугусто Сантош Силва и еврокомесарот за соседна политика Оливер Вархеин, на која се зборуваше за пристапноста на Северна Македонија во ЕУ. Важно е дека во овој момент јасно и одговорно можеме да кажеме дека предлогот е добра основа за постигнување решенија за проблемот, решение со кое ќе се отстранат сите пречки и ќе се отворат преговорите преку одржување на првата меѓувладина конференција за Северна Македонија. За нас особено важно е што со ова предлог решение никако не се допира и не се навлегува во нашиот македонски идентитет и нашите идентитетски прашања, со што нашата круцијална позиција е задоволна, а силно сме убедени дека предлогот е добра основа и за круцијалните позиции на Бугарија. These direct face-to-face conversations are always very important, but they are of crucial importance for the diplomatic work. So we have a very fruitful working session, and as a presidency, we understand better now the positions, the interests and the ideas of the Republic of North Macedonia, and this will of course help us in doing our work as presidency. Не помалку важна вест беше и дека обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција прифати понудената гаранција од 10 милиони евра за брање и ослобода на поранешниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков, кој е во притвор. На крајот пресече кривичниот суд, кој одби дадената гаранција. Мијалков останува во притвор. Министерството за надворешни работи соопшти дека согласно член 9 од Виенската конвенција за дипломатски односи, еден дипломат на амбасадата на Руската Федерација и непожелна личност во Северна Македонија. Во оваа насока на 14 мај 2021 година, како што изјавија од МНР, во просториите на Министерството за надворешни работи беше повикан и амбасадорот на Руската Федерација со врачена нота со која се наложува на посочениот дипломат да се ја напушти територијата на Северна Македонија во рок од 7 дена. Министерството за надворешни работи одржа инаугуративен состанок на Стратешкиот совет за надворешна политика. Меѓу 26 членови на Стратешкиот совет за надворешна политика, како советодавно тело на МНР, беа и Валентина Божиновска и Срѓан Кери.
Цивил пред почетокот на вториот јавен настан на тема говорот на омраза во политиката излезе со остра реакција на оваа одлука на министерот Османи. Божиновска ќе остане запамитена по говорот за долгите ножеви по изборите во декември 2016 година, доека Керим по разорното дејство врз медиумите во времето кога беше во опозиција тоа да го прави, рече Джабир Дерала во својата изјава во живо. До нас дојде веста дека министерот за надворешни работи Бујар Османи во својот стратешки совет или како веќе се нарекува ги броил и имињата на господја Валентина Божиновска и господинот Срđan Керим. Особено што се однесува до господја Божиновска, која ја запомнивме многу добро по нејзиниот говор за долгите ножеви во декември 2016 година и почетокот на протестите во кои главен изговор беше токму тиранската платформа. Многу е чуден овој потег на министерот за надворешни работи, а се разбира и за господин Керим, кој остана запаметен по своето разорно дејство врз македонските медиуми во времето кога тоа можеше да го прави, и заради тоа имаме обврска и како Организација за човекови права и слободи и како граѓанки и граѓани да погледнеме малку посериозно и пофокусирано на оваа одлука на министерот за надворешни работи. Тоа би било нашата првична реакција, се разбира со повеќе и информации и ставови кои ќе ги договориме, односно ќе ги составиме во најскоро можно време, најверојатно до утре, ќе излеземе и со соопштение со наш став и мислење за оваа одлука. Валентина Божиновска се повлече од позицијата, како што соопшти, од здравствени причини. До следното издание на Цивил 7 следете на социјалните мрежи и YouTube каналот на Цивил, како и на медиумската платформа на Цивил. Не заборавајте, утре, среда 26 мај, Цивил организира уште една панел дискусија, овој пат на тема Европски вредности, невозможна мисија, еднаквоста, недискриминацијата и мултикултурализмот низ призмата на политиките и практиките на национално ниво.